и неговаме чудесна нога първо. Достойно е Яково и сину Владимира Богородицу, Христос и препорочною, и Матер Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исследования Бога словорожую, сущую, Богородицу Тя величаем. Започнете всите, що сте позади кумот лево и десно, изполнувайте го манастирскиот дел, да имаме слободно комуникација со и другата врата, кој имаме потреба, ќе отвориме, и треба воздух, свешки, разбирате? Просто имате колку сакате, лево и десно. Ќе може со внимание да го следите чинот, а ние ќе можеме раја да си работиме работа. Може така? Доктор Джосов. И ова паска да ми е малко слободно меѓу двете врати. Ве молам, бригојте, ајде ми си, ве молам. Давајте ми прстени и бурги, што имаме. Ви го предавам ова? Гледайте отак. Куме, повели. Името на светот? Марија. Марија. Невестата? Лилија. Остави здраве. Добре дойде. Честито и от Бога да е благословено. Марија и Лилија. Така рекаме. Одите позади младото, директно. Да станете уште малко. Супер. Благословени нашиот Бог постојано, сега и секојаш и во вечни векови. Амин. По мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир от небото и за спасение нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир во целиот свет, за добросостојба на светите Божји цркви, за студирување сите, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој свет храм и за оние кои што собира побожна штра Божји, влекуваат во него, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За блаженейшиот архиепископ Охридски Македонски Стефан, за честото свештенство, христијанство, за сиот клир, за луѓето, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благочестивиот и христолюбив народ наш, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За Божиот раб Маријан и Божијата рабиња Лилија, кои сега се прстануваат еден со друг за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За им се дадат чеда за продолжување народот и се што просат за спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За им се биде испратена совршена мирна љубов и помош, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да бидат запазени во едnomислие Твојата вера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да бидат благословени во непорочен живот и заедничко живење, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господ Бог да им подари честен брак
и чиста брачна постела, да се помолим на Господа. Господи помилуй. За да се избавим от всякаква тага, гнев и опасност, да се помолим на Господа. Господи помилуй. Защити, спаси, помилуй, запази не Боже, со Твоята благодат. Господи помилуй. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна лица наша Богородица и Преснодева Мария. Света Богородице, спаси нас. Откако я спомнавте со сите свети, самите себе еден друг и сиот наш живот на Христа Бога, да го предадеме. Тебе, Господи. Защо Тебе ти прелега всякая слава, чест и поклонение, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секојаш и во вечни векови. Амин. Отворена да е вратата. Стам дека ми сметат, мене ми сметат. Молам. Да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Боже вечен, кој си ги соединил разделените и си воспоставил неразкрива врска на љубовта, кој си благословен сака и ревике си ги направил, наследници на Твоето ветување, Ти самиот благослови ги овие, кои чеда Маријан и Лилијан, упатувајќи ги на секое добро дело, зашто си милостиви човеколюбец Бог. И Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите. И Духови Твоему. Вашите глави приклонете ги пред Господа. Тебе, Господи. Господи Боже наш, кој од народите си ја предназначил чистата Девица црквата, благослови го во престанување со едини запази овие Твои чеда во мир и едномислие, зашто Тебе Ти прелега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Се прстенува Божиот род Маријан за Божијата рабиња Лилијан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се прстенува Божиото чедо Маријан за Божиото чедо Лилијан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се прстенува Божиот род Маријан за Божијата рабиња Лилијан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Се прстенува Божијата рабиња Лилијан за Божиот раб Маријан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се прстенува Божиото чедо Лилијан за Божиото чедо Маријан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се прстенува Божијата рабиња Лилијан за Божиот раб Маријан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Добре. Кој ќе му помагаше на кумот? Свечите, самите муште за да дојдете тука. Да, застанете слично како што беше тој со свечите таму. Добре. Пушате ги десете раце ги право, овде е слободно да може да... Сапун да бараме? Или нема потреба? Супјунка. Супунка. Не. Зашто? Не, сами ќе го како што се беше. Пушате ги десете. Си. Господ! Супер. Опа! Браво. Сега може. Наместете си како што треба да ги носите, да сте живи и здрави со чест, убаво да си ги носите. Куме, на место. Да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Господи Боже наш, кој во Месопотамија си го придржувал слугата на патриархот Авраама, испраќајќи го да испрости невеста својот Господар Исака, и си послушил преку водоносење да сврши ревика, Ти самиот благослови го прстанувањето на овие Твои раби Маријан и Лилијан, и упатувај укажањето ни збор,
Утвърди ги със своето синуване от Тебе. Защо от почетъка Ти си создал мъжки пол и женски и от Тебе се стигнува жената со мъжът за помощ и продължуване човечкият род. И така Ти самият Господи Боже наш, кој си објавил вистината Твоето наследство и ветувањето на Твоите чеда, нашите татковци, Твоите избраници, сите родови, погледни на Твоето чедо Маријан и на Твоето чедо Лилијан и утвърди го нивното прстенување во вера и еднодушност и вистина и љубов, зашто Ти, Господи, си уредил да се дава прстен за обручение и во се да се утвърдува. Со прстен му се даде на Јосиф власт во Египет, со прстен се прослави Даниил во земјата Вавилонска, со прстен нашиот Отец Небесен го покаже своето милосрдие кod својот син, зашто рече: дайте му прстен на неговата десница и захвалите угоено теле, за да ядеме и да се веселиме. Господи, самата Твоја десница говоруши Мојсе од Црвеното море, со Твој убав истински збор и небесата се утврдија, и земјата се создаде, а десница на Твоите раби ќе се благослови со Твојот силен збор и со Твојата високо пружена рака. И сега Те самиот владико благослови го во прстенување со небесен благослов и Твојот ангел дојде пред нив во сите денови од нивниот живот. Зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир от небото и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божји цркви и за соединување сите да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој свет храм и за оние кои што облегуваат во него со вера, побожност Божја, се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За блаженейшиот Охридски, архиепископ Охридски Македонски Стефан, за честото свештенство, за клирот и за луѓето да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благочестивиот и христолюбив наш народ, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За Божите чеда Маријан и Лилијан, кои сега се соединуваат еден со друг за брачна заедница и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да им се даде непорочност и плодот од травата молда, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде благословен овој брак, како оној во Кана Галилејска, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се развеселат со видување на синови и ќерки, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да им се даруваат добри чеда и безпрекорно живење, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да им се даруваат и ним и нам се што просиме за спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се избават тие и ние од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Защити и спаси, помилуй и запази не Боже со Твојата благодат. Господи, помилуй. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владица наша Богородица и Пресна Дева Марија. Святая Богородице, спаси нас. Откако ја спомнавме со сите свети, самите себе, еден друг ке си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секојаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже пречист и Создателе на сите созданија,
ти по своето човеколюбие реброто на праотецот Адама си го претворил во жена, си ги благословил и си рекол, плодете се и множете се и обладайте со земјата, и преку соединување двајцата се ги направил едно. Поради тоа човекот ќе го остави татка си и мајка си и ќе се присоедини кон жената, и двајцата ќе бидат едно тело. И она што Бог го соединил, човек да не разделува. Ти си го благослови твојот слуга Авраама, и откако си отпалил утробата на Сара, си го направил татко на многу народи. Ти си го подарил Исака на Ревека и се благословил незината рожба. Ти си го соединил Јакова со Рахила и од него си покажал 12 патриарси. Ти си ги здружил Јосипа и Јасенета и како плод си им ги дарувал Ефрема и Манасија. Ти си ги примил Захарија света и си им дал рожба притечата. И од корнот Есе по тело си е подигнал Присно дева и од неја си се воплотил роди за спасение човечкиот род. Ти понескаш живот твој дар и голема добрина. Си дошол во Кана Галилејска и се облагослови тамошниот брак. Да покажеш дека по твоја волја и законитиот брак и раѓањето чеда од него. Ти самиот пресвети владико, прими го молението на своите чеда и како и таму, дојди и овде со твојата захрила, благослови го овој брак и дај им новие твои чеда, Маријан и Лилијан, мирен живот, долговечност, непорочност, меѓусебна љубов преку врските на мирот, долговечен пород, благодат со чедата, новенни венец на славата, удостои ги да бидат чеда од чедата, постелата запази ми ја безпрекорна, и дај му дозгора небесна роса и земно изобилство, исполним ги домовите со пшеница, вино и масло и секоја добрина, да дават и на оние што имат потреба, дарувајќи во исто време и на оние што се со нив, се што просат за спасение, зашто си Бог на милоста и милосрдието и човеколюбието, и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векуми. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Благословен си Господи Боже наш, свещено извршителят таинствениот и чест брак и законоположителят телесниот, пазителе на чистотата, распоредителе на животните добра, Ти самиот Ти сега владико, кој во почетокот си го создал човекот и си го поставил за цар на творението, си рекол, не е добро човекот да биде сам на земјата, да му создадеме помошни според него и земајќи едно од ребрата негови, си создал жена, а Адам, кога ја виде, рече, ова е сега коска од моите коски и тело од моето тело. Таа ќе се нарече жена, зашто е земена од својот маж. Заради тоа човекот ќе го остави татка си и мајка си и ќе се присоедини кон жената своја и ќе бидат двајцата едно тело и она Бог што го соединил, човек да не го разделува. И сега Ти, Владико, Господи Боже наш, испрати ја Твојата невеста благодат на овие Твои чеда Маријан и Лилијан, и да и на ова Твоја рабиња да се покорува на мажот, а на овој Твој слуга да биде глава на жената, да поживее според Твојата волја. Благослови ги, Господи Боже наш, како што си благословил Авраама и Сара. Благослови ги, Господи Боже наш, како што си благословил Јакова и сите патриарси. Благослови ги, Господи Боже наш, како што си благословил Јосипа и Јасенета. Благослови ги, Господи Боже наш, како што си благословил Мојсеја и Сефора. Благослови ги, Господи Боже наш, како што си благословил Јоакима и Јанна. Благослови ги, Господи Боже наш, како што си благословил Захарија и Елисавета. Запази ги, Господи Боже наш, како што си го запазил Ноја во ковчегот. Запази ги, Господи Боже наш, како што си го запазил Јона во утробата на китот, и да дојде над нив онаа радост што имала Елена, кога го нашла честниот крст. Спомни, Господи Боже наш, како што си ги спомнал Енока, Сима и Илија,
Spomni ги, Господи Боже наш, како што си ги спомнал светите Твои 40 мъченици, испречајќи им бедствија небото. Спомни ги, Боже, и родителите што ги одгледале, зашто родителските молитви ги закрепнуваат основите на домовите. Спомни ги, Господи Боже наш, Твоите раби, младоженците, кои се соединени за ова радост. Спомни го, Господи Боже наш, Твоето чедо Маријан и Твоето чедо Лилијан, и благослови ги, дай им плод од утробата, добри чеда, душевна и телесна еднодушност. Подигни ги како кедрите ливански, како добро разгарната лоза, дарува им класено семе, да имајќи се доволно да дават изобилно за секако и на Тебе доволно благогодно дело, и да видат синови од своите синови, како млади и маслинови садници, околу својата трпеза, да благогодовичи Ти, да засветат како светила на небо. Во Тебе, Господа наш, на кого му прилега секаква слава, власт, чест и поклонение, сега и секојаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Тишке платно нешто така работа. Имаме платно? Да, ќе ми треба това. Боже свети, кој од земјата си го создал човекот, а потоа од неговото ребро си ја создал жената и си ја соединил со него да биде помошник според него, зашто така било угодно Твоето величие, човекот да не биде сам на земјата, самите си на владика подаја Твојата рака од Твоето свето живеалиште и соедини ги, ова Твое чедо Маријан и ова Твое чедо Лилијан, зашто од Тебе се соединуваат маж и жена, соедини ги во согласност, венчај ги да бидат едно тело, да добијат добри чеда, зашто Твоја моќта и Твое царството, и силата, и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Се венчава Божиот раб Маријан со Божијата рабиња Лилијан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Се венчава Божиото чедо Маријан со Божиото чедо Лилијан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Се венчава Божиот раб Маријан со Божијата рабиња Лилијан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Се венчава Божијата рабиња Лилијан со Божиот раб Маријан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се венчава Божиото чедо Лилијан со Божиото чедо Маријан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се венчава Божијата рабиња Лилијан со Божиот раб Маријан во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. На помој да помогнем за светите. Да. Господи, Боже наш, со слава и чест венчај ги. Господи, Боже наш, со слава и чест венчај ги. Господи, Боже наш, со слава и чест венчај ги. Господи, Боже наш, со слава и чест венчај ги. Господи, Боже наш, со слава и чест венчај ги. Господи, Боже наш, со слава и чест венчај ги. Браво. Нешто се би кумаме, бе? Значи, ако се стаи, Има изкуство. има изкуство, точно. Да внимаваме мир на сите. И Духове Твоему противен глас осми, и положи на нивните глави венци од скапоцени камења,
Prosio od Tebe život i Ti im dade, da Ti im dadeš blagoslov, blagoslov za navek i razveseliš se rado za Tvoje to lice. Премудрост, Od poslanijetu na svijetu od apostol Pavle od Efesjani teke se čita. да внимаваме. Братя, благодарейте му всекога за Сина Бога и Отецот, во името на нашиот Господ Исус Христос. Забавайте се еден на друг от крав Божий. Жените покрувайте и се намажите свои, како на Господа, зашто мажот е глава на жената, како што е и Христос глава на црквата и Он е спасител на телото. Но како што црквата му се поколе освети, очистувајќи ја со водна бања преку Словото, за да ја представи пред себе како славна црква, која нема осквернение или порок, или нешто слично, туку да биде света и непорочна. И така мажите се должни да ги сакаат жените своји, како што ги сакаат своите тела. Оти која сака својата жена, тој се сака и сами од себе се. Зашто никој никогаш не го замразил телото свое, туку го храни и го стоплуват, како и Господ црквата, бидејќи ние сме членови на Неговото тело, од Неговата плот и коските Негови. Поради тоа човекот ќе остави татка си и мајката своја и ќе се придружи кон жената своја. Та обајцата ќе бидат една плот. Оваа тајна е голема, но јас ви зборувам за Христа и за црквата. И така секој од вас да си ја сака жената своја, како што се сака сами од себе, а жената да се Мир на тебе, што ни читаше премудрост. Алилуја, алилуја, алилуја. Премудрост простом, да го изслушаме Светото Евангелие. Мир на сите. И духови Твоему. Ќе се чита од Светото Евангелие според Јована. Слава Ти, Господи, слава Ти. Да внимаваме. Во на време имаше свадба во Кана Галилејска и мајката на Исуса беше тамо. Поканет беше на свадбата исто така Исус и учениците негови. А кога приврши виното му рече мајка му на Исуса, нема вино. Исус ти рече, што се однесува тоа до на жено, уште не дошло мојот час. Но неговата мајка им рече на слугите, се што ќе ви рече направете. А таму имаше 6 камени садови за вода, поставени според јудејскиот обичај за очистување, кои собираат по 2 до 3 мери. И Исус им рече, наполнете ги садовите со вода, и тие ги наполнија догоре. Па им кажа, налите сега и однесете му на старостватот. И му однесоа, и кога вкуси старостватот од виното што беше поставено од вода, а тој не знаеше од каде е, ама слугите што ја донеле, беа донеле водата, го повика младоженот и му рече, секој човек најнапред изнесува добро вино, и кога ќе се понапијат гостите, тогаш по лошото. А ти си го зачувал доброто вино за сега. Така направи Исус почеток на своите чуда во Кана Галилејска и ја покажа својата слава и учениците негови поверува во него. Слава Ти, Господи, слава Ти. Да речеме сите оцета душе и оцета наша помисла, да речеме. Господи, помилуј. Господи, Вседржителу Боже на нашите татковци, Ти се молиме, услиши не и помилуј. Господи, помилуј. Помилуј не Боже, по Твојата голема милост, Ти се молиме, услиши не и помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Уште се молиме,
za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, posjetovanje proškaj i razrešujem grovite Božji rabi. Marija, Lilijan, Svetara Kumar, Petar, Biljana, Stefan. Zašto si milostivi čovjekoljubac Bog i tebe slava ti voznešuvame, na Otec, Otec, Sin, Otec, Svetio Duh, svega i sekvaš i vo večni vekovi. Amin. Da se pomolime na Gospoda. Gospodи pomiluj. Gospodi Bože naš, koji vo svojeto spasitelno providenje si udostojiš sa svojeto doađenje u Kana Galilejska, da go pokažeš brako česen, ti sami od svega, tvoji te čeda, Marijan i Lilijan, što si blagosloven što jedinateljen što drug, zapazi go mir i jednodušnost, napravim go brako česen, zapazim go legloto neosverneto, blagoli njimnata zajednica da ostane neporočna i udostoji gi da dostigne glavoka starost, ispomovajući gi što čisto srce tvoje te zapovedi. Zašto ti si naš Bog, Bog koji milova i spasuva i tebe slava ti voznešuvame, što bezpočetnio tvoj Otec, što presvetio ti blagio i životvornio tvoj duh, svega i sekvaš i vo večni vekovi. Amin. I udoštane vladika, što smelost, neosudeno da smeme, da ti prizivame tebe, nebesni Bog Otec, i da govorime, Oče naš, iže si na nebese, da sjeti se imja Tvoje, da pride carstve Tvoje, da bude volja Tvoja jako na nebesi i na zemlji. Hleb naš naslušni daš nam dnes i ostavi nam dugi naši, ako že mi ostavljam dužnikom našim, i ne vedi nas moje iskušenjem, no izbavi nas od lukavog. Zašto Tvoje je carstvo to i sila te i slava te na Otcu i Sinu i Svetion Duh, svega i sekvaš i vo večni vekovi. Amin. Mir nasiten I duhovi Tvojemu, vašite glavi, priklonete gi pred Gospoda. Tebi, Gospodi. Da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Bože, koji si stvoril sve со своята moć i si utvoril vseлената, si го украшил венеšto na sve što je stvarno od tebe i ova opšta čaša, što je davaš na ovije, što se sudinova za bračna zajednica, blagoslovinja, što duhovno blagoslovenija. Zašto se blagoslovi Tvoje to ime i se proslavi Tvoje to carstvo na Otecu i Sinu i Svetion Duh, svega i sekogaš i vo večni vekovi. Amin. Marijan polovi. Come? Мария, това лично? Да. 3 пъти по-малко, 140. Чашата на спасението, че я приемам, името Господово, че го довикувам. Чашата на спасението, че я приемам, името Господово, че го довикувам.
чашата на спасението, че я приема името Господово, че го довикувам. Къде лицата? Стимия? Имате ли си за фармания? Немаме? Да. Ако имаме, давайте. Ако не, ето, готово, дай да го изпълним и това. Да. Некој ќе оди до кумот, ќе помага. Значи, вие, што треба да фрлате, ќе внимавате да предвидите 3 пати додека въртиме, фрлате преку младите настрана, ама и да ви останете на избегување. Добро? Значи, треба, тука, овде на свечата стане. Може. Исраелико, девај, Возвеличи се младоженецу како Авраам, биди благословен како Исак и умножи се како Јаков, одејќи во мир, извршувајќи во правда Божите заповеди. И ти, невесто, возвеличи се како Сара, развесели се како Ревека и умножи се како Рахила, радувајќи се на својот маж, пазејќи ги наредите на законот, зашто така благоволи Бог. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже наш, кој си дошол во Кана Галилејска и си го благослови тамошниот брат, благослови ги овие Твои чеда, кои по Твоја промисла се соединија за брачна заедница. Благослови ги кога влегуваат и кога излегуваат. Умножи го доброто во нивниот живот, прими ги венците нивни во Твоето царство, запазувајќи неосвернети, непорочни, безпрекорни до века. Амин. Мир на сите. И духови Твоему. Вашите глави приклонете ги пред Господа. Тебе, Господи. Отецот и Синот и Светиот Дух се света еднослушна и животворна Тројца, едно Божество и Царство, да ве благослови и да ви даде долг живот, добри чеда, преуспевање во животот и верата, и да ве исполни со сите блага на земјата, и да ви удостои да го добиете ветените блага. Помолитвите на Света Богородица и сте свети. Амин. Премудрост. Слава Ти, Христе Боже, надеж наша, слава Ти. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині присни у веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче благослови. Христос, вистинскиот Бог наш, кој со своето доаѓање во Кана Галилејска го покаже бракот како честен
по молитвите на неговата пречиста и се непорочна света майка, на светите славни Стефани апостоли, на светите славни боговенчани равноапостоли Константин и Елена и на светия великомачен Прокопий и сте свети, да не помилува и спаси, како благ и човеколюбен. Амин. По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй не. Амин. Дороги младенци, Мария Лилиян, да е честито и от Бога благословено, да биде една за век, да даде Господ да благослови да бидете дългоживотни и да бидете многочетни. То значи да доживеете длабока старост, како се читавме во молитвите, ама и да ви се изродат повеќе чеда. Тоа ќе биде благослов на црквата. Жалам само што нема Лилија многу да ме разбере, но еве ќе му даваме задача на зетот да пренесе. Значи, денес црквата Христова се радува, зашто има уште една Божја заедница на земјата. Така светиот брак се нарекува Божја заедница на земјата. Видливите работи ги работевме јас со кумот, со деверите во присуство ваше. Тоа ќе може да се забележи и на техника. Но, додека пеевме Господи, со слава и чест, венчај ги, невидливо Бог слегува и ги благослови денес Маријан и Лилијан и ги направи од двајца еден. Така црквата прави чуда и ги претвора луѓето во заедница, во Божјо семејство на земја. Сега сте двајца во едно, но да даде Бог да се намножите во многу. Мене ми е чест и задоволство што сум дел од вашата радост. Навистина ви велам. Јас сум службено овде, бидејќи сте дел од мојот реон, каде што јас благословите да работам. Ама заради љубовта и пријателството кон братот Димитри, кон вашето семејство, сега ја запознавам и Лилија и се радувам што е таа дел од вашата фамилија, а јас се радувам што сум пак дел од вашата заедничка радост. Бог да не ги послуша молитвите, да ви биде се најдобро во животот. Слушајте го гласот Божји и следете го неговиот пат. Читајте богословска литература. Тоа ќе ве донесе поблиску до Бога. И се разбира не која било богословска литература. Литература која е со благослов на света Христова православна црква на архиереј. Тогаш ќе видите сигурни дека тоа што го читате е она вистинското. Тоа ќе биде храна за вас. Тоа ќе ви помага да ве држи, да вечеричи. Доаѓајте во црквата, во храм Божи, учествувајте кога ви се дава можност на светите богослужби и тогаш ќе покажете дека сте вистински чеда на семилостивиот Господ. Да ви е честито и од Бога благословено. God bless. Amen. Од нас малку, од Господа повеќе, така вела. Кумот Петар, помогнете му за светите, да дојде да им честите на младите, така ќе направи после и стара деверицата, и по младиот девер. Честите му на цели ваш образ и горе, и на венец. Ишто е на Лилија. Одлично. Петар овде. Прекрсти се, цели ве тука. Мани, мало, една мала. Мала пара. Како се велеше тоа, како требаше да кажем? Добре, може. Оди се на место. Семено јо славу очело век, прозјапшањо
ne pominuj. Nebesnu Otver, Gospodin, Marejo Djego, besplodnik, jesan i vernik, udobrenije, sija boja visja, ne boj kraložestva, sija pregraždenije, vražde je razroševšim, mir vede i carspije, otverže, Sinjo oboje možete, vere utvrđenije, pobornika imame, iz nejaroča, Gosja Gospoda, derzajte u Bog, derzajte ljudnije Boži. Prvo neka pobjeda, drugite poste vidjeti. I bo to je pobedi, dragi, jako se selen. Znači, site što će čestitate postaju zvaničnicite, postavkata ista su to što će možete poslije da se nemate lepše, sakate su na maknuvanje vo vinoto, sakate su na pivanje, pogledajte. Sedivajte si. Vidite? Ovo vam dame, ovo si je vaše, ovo si je od neveste. Dostojno je Jakov, voistino, blažiti tja, Boga radico, Hristo blaženojo i preneporočnojo, i mater Boga našego, česnešojo, hermošća, istavnešojo, bespravnenija, serafim, bespravnenija, bogatstvo veročujo, soštojo, Bogorodicom, ja veličajem. Che čovjek su tamo. Ne ono što mu sveći kada je tamo, to je to. Zemajte si lepše, zapite se vino, koji kako je. Zamete se malo lepše, zamete se umboje. Poveli Marijana. Do leva raka ki udrži mene, do desna ti se prekrstiš, zar muđe se navališ da mi da pa mene prekrstiš ti ili već prekrstiš. To tako. To tako. Забайте на сега на место. Давай нещо. Значи столе така. Да, първо прекръсти се. Да. Така се може. Сега вебара дам. Сега
lepo. Simetrično će više malo. I mater Boga našega. Сега не е време. Честнейшою херувим и представление серати. Излишения Бога славородшою, що свою Богородицу я величаю. Кой će imeti? To je što je zadolženo. Da ste živi zdravi ljudi. Često bilam i сега će повторям. Ako vidiš ubavo, samo za ovakve работи с третями, да венчаваме, да кръщеваме, да не множи Бог, да не има що повече ушти да го слава Бога, Майката Божия и сите светли. Да сте живи зdravi. Таму къде ще одите, убаво да си помините. Да сте живи. Готово с свечите. Думайте.
Господи.